Добро вечер, драги ученици! Ова видео ќе ви помогне да ја научите самостојно лекцијата со помош на вашите учебници. Вечерашната лекција е видови сложени реченици. Целта на лекцијава е да се научат кои се видовите сложени реченици. Ќе разгледаме две поделби на видовите сложени реченици. Првата е според меѓусебните односи на дел речениците и втората според употребата на сврзниците. Овој дел овде ќе ви биде јасен откако ќе ја проучиме целата лекција додолу и на другата страна. Да одиме постепено. Почнуваме од првата поделба според тоа какви се меѓусебните односи на дел речениците, а знаеме дека дел реченици се одделните прости реченици во составот на сложената реченица. Според оваа поделба, односно според меѓусебните односи на дел речениците, сите сложени реченици можат да бидат, односно ги делиме на независно сложени реченици и зависно сложени реченици. Сега да ги разгледаме кои какви се. Предлагам да почнеме од вторите. Зависно сложена реченица е она која е составена од дел реченици во кои едната дел реченица е во зависен однос од другата дел реченица. Тоа ќе ви биде јасно само преку пример. Што значи тоа зависен однос? Во случајов се прашуваме дали дел речениците од кои е составена сложената реченица можат да стојат самостојно. Тие ќе дојдат штом ќе си отидат гостите. Сложена реченица, составена од две дел реченици. Првата дел реченица е тие ќе дојдат, втората штом ќе си отидат гостите. Се прашуваме дали можат да стојат самостојно. Ако дојде некој до вас, кај што седите сами в соба, и ви го рече само ова: штом ќе си отидат гостите, дали ќе го разберите што сака да ви каже или ќе го препрашате што? Што тога? Што ќе се случи штом ќе си отидат гостите? Гледаме дека оваа дел реченица не искажува завршена мисла, односно не може да стои самостојно. Туку е во зависен однос, зависи од другава дел реченица, од тие ќе дојдат. Сега веќе му станува јасно на тој што слуша. Штом ќе си отидат гостите, тие ќе дојдат. Или тие ќе дојдат штом ќе си отидат гостите. Гледаме дека оваа дел реченица, штом ќе си отидат гостите, нејзиното значење ни станува јасно само ако ја имаме првава дел реченица. Оваа прва дел реченица е главна, без неа не можеме да го разбереме ова второто. А зошто е првава главна? Затоа што не само што оваа вторава зависи од неа, туку и самата таа може да стои самостојно. Еве да видиме, ја покриваме зависната дел реченица. Тие ќе дојдат. Ако му се обратите на некого тие ќе дојдат, тој ќе ве разбере, затоа што искажува завршена, заокружена мисла. Како што гледаме, зависно сложена реченица е онаа сложена реченица во која имаме една дел реченица која е во зависен однос и ја викаме зависна дел реченица, а зависи од главната реченица, во случајов тие ќе дојдат. Сега да го разгледаме првиот пример. Не играат добро зашто не беа подготвени. Се состои од две дел реченици. Првата не играат добро, втората зашто не беа подготвени. Пробуваме дали двеве дел реченици се можат да стојат самостојно или се во зависен однос една од друга. Ја покриваме првава дел реченица. Доаѓа некој до вас и ви вели зашто не беа подготвени. И вие го прашувате: што? Не те разбирам. Како зашто не беа подготвени? Што значи тоа? Значи, вторава дел реченица не ја разбираме доволно, не може да стои самостојно без првава реченица. Без првава реченица. Зашто не беа подготвени, не играат добро. Сега веќе ни е јасно. Не играат добро, зашто не беа подготвени.
Зашто не беа подготвени е зависна дел реченица која зависи од главната реченица не играа добро. А зошто е првава главна? Затоа што може да стои самостојно. Не играа добро. Овде може да ставиме точка кај добро и оваа реченица може да стои самостојно, бидејќи искажува завршена мисла. Се навраќаме на дефиницијата. Кога една дел реченица е во зависен однос од друга дел реченица, во сложената реченица, ете тогаш се добива зависно сложена реченица. Кај независно сложените реченици пак имаме две или повеќе дел реченици кои не зависат една од друга. Тоа не зависат една од друга значи дека секоја од нив може да стои самостојно. Например, наставникот зборуваше, а учениците слушаа. Ова е сложена реченица, составена од две дел реченици. Првата дел реченица е кај наставникот зборуваше, а втората учениците слушаа, а е свртник што ги сврзува двете дел реченици. Да предпоставиме дека пишувате состав и пишувате наставникот зборуваше, ставате тука точка. Потоа почнува со голема буква, учениците слушаа. И две дел реченици можат да стојат самостојно, да си функционираат како прости реченици, бидејќи им искажуваат целосно завршена мисла. И не зависат една од друга. Таков е примерот и со вторите. Да видиме. Јана излезе, можеме да ставиме тука точка. Јана излезе, точка. Потоа со голема ја затвори вратата, точка. Се прошета низ улицата. Влезе во една продавница. Значи, можеме да редиме и повеќе други дел реченици кои не зависат една од друга. Како што гледаме, независно сложена реченица е она во која дел речениците не зависат една од друга и можат да стојат самостојно. Одиме надолу. Вели, размислете и заклучете, прочитајте ја реченицата, а потоа одговорете на прашањата по неа. Петре се приближи до Бојана за да ја го прочита писмото. Од колку дел реченица е составена? Петре се приближи до Бојана. До тука ни е првата дел реченица. За да ја го прочита писмото, втората дел реченица. Значи од две дел реченици. Потоа не прашува која дел реченица е зависна, а која дел реченица е независна. Па ќе провериме како, со проба. Ја покриваме првата реченица. И некому му велите, за да ја го прочита писмото. И нема да му биде јасно што му зборувате, ќе праша кој, што, зошто. Значи, оваа дел реченица, за да ја го прочита писмото, не може да стои самостојно. И таа е зависна. Таа е во зависен однос према реченицата што и предходи. Петре се приближи до Бојана. Не затоа што и предходи, туку затоа што Петре се приближи до Бојана, може да стои самостојно. Еве вака. Петре се приближи до Бојана. Точка. Потоа и го даде писмото и така натаму. Како што гледаме, првата е главна дел реченица, а втората е зависна дел реченица. Еве ја дефиницијата. Главната реченица може да стои сама, а зависната дел реченица ја дополнува главната и не може да стои сама. Видовме дека не може да стои сама, а ја дополнува главната. Зошто ја дополнува? Па ни кажува зошто Петре се доближи до Бојана, за да ја го прочита писмото. Како што гледаме, во зависно сложените реченици има најмалку една главна и една зависна дел реченица. Еве уште еден пример. Секој ќе успее ако вложува труд. Која од овие дел реченици е главна, а која е зависна? Само со проверка, ја покриваме едната дел реченица. Се доближувате до некого и му велите, ако вложува труд, дали ќе ве разбере? Ќе ве праша, што тогаш? Значи, оваа дел реченица не искажува завршена мисла. Значи, зависи од некого. Од кого зависи? Од
главната реченица. Секој ќе успее ако вложува труд. Сега ова ако вложува труд ни станува јасно. Тоа е поврзано со ова секој ќе успее. А секој ќе успее главна. Зошто е главна? Затоа што може да стои самостојно. Ако и ставиме овде на крајот еден извичник, ќе си добиеме една извична реченица. Секој ќе успее. Може да стои самостојно. Но, во рамките или во границите на целата сложена реченица, ова реченица целава е зависно сложена реченица, затоа што е составена од една зависна дел реченица која зависи од главната реченица и ја дополнува. Секој ќе успее ако вложува труд. Ова ако вложува труд го дополнува ова секој ќе успее. Сето ова досега кажаното се однесуваше на првата поделба. Втората поделба е исто така лесна. Сите сложени реченици можат да бидат сврзнички и безсврзнички. Во зависност од тоа дали дел речениците меѓу себе се поврзани со сврзник или не се поврзани со сврзник. Извинете, да разгледаме некои примери на другата страна. Заврна силен дожд и сите побегнавме. Како што гледаме, двете дел реченици, меѓу двете дел реченици се наоѓа сврзникот и. Имаме сврзник, тогаш ова сложена реченица е сврзничка сложена реченица, бидејќи внатре дел речениците се поврзани со сврзник. Втората сложена реченица. Дојдете утре, ќе подготвиме ручек. Првата дел реченица е дојдете утре, втората е ќе подготвиме ручек. Меѓу двете дел реченици немаме сврзник. Може да стои цртичка, може да стои запирка. Но и кога стои цртичка, и кога стои запирка, ги викаме безсврзнички реченици, затоа што немаат сврзник меѓу нив. Еве ви уште една безсврзничка реченица. Најади се, ќе излезеш. Сврзник нема. Ако ставиме на местото на цртичката некој сврзник, например сврзникот и, оваа безсврзничка реченица ќе ја трансформираме или ќе ја претвориме во сврзничка. Најади се и ќе излезеш. Сврзникот ни е и. Од безсврзничка ја трансформиравме, односно ја претворивме во сврзничка. Има неколку начини. Многу начини има. Овдека се дадени само 3. Колку начини има, колку што сакаме сврзници да ставиме на местото на цртичката. Но некогаш немојте да се лажите. Например, да си речите дека ако меѓу двете реченици има запирка, веднаш дека реченицата е безсврзничка. Ке го побарате сврзникот дали се наоѓа на некое друго место. Не мора да е меѓу двете дел реченици. Кога ќе се најадеш, ќе излезеш. Гледаме дека две дел реченици не се разделени со сврзник, туку имаат запирка. Но еве го сврзникот. Сврзникот е кога? Фактички ова е случај на инверзија. Две дел реченици си ги смениле местата. Ако ги свртиме, ќе видиме дека реченицата е ваква. Ќе излезеш кога ќе се најадеш. Ќе излезеш кога ќе се најадеш. Тогаш сврзникот кога би дошол овде. И тогаш би ни бил веднаш воочлив, јасен. И веднаш ќе ни станеше јасно дека станува збор за сврзничка сложена реченица. Исте случајав и со следново. Ако се најадеш, ќе излезеш. Овде немаме сврзник, имаме запирка, ама сврзникот е ако. Ова е реченица што е во инверзија. Правилниот редослед би бил, или вообичаениот редослед, ќе излезеш ако се најадеш. Тогаш двете реченици ќе беа сврзани со сврзникот ако и веднаш ќе знаевме дека станува збор за сврзничка реченица. Како што гледаме, содржината на дел речениците во сложената реченица
може различно да се толкува и затоа може да се трансформираат во видови сложени реченици. Што сакува овде да ни каже? Гледаме еве една сложена реченица. Најади се, ќе излезеш. Ова може различно да се толкува, еве на 3 различни начини. И ова се 3 различни видови реченици. Најади се, ќе излезеш, ќе ги учиме понатаму, се викаат составни сложени реченици. Кога ќе се најадеш, ќе излезеш, може е временска зависно сложена реченица. Ако се најадеш, ќе излезеш е условна зависно сложена реченица. Но да не ви кажувам пред време, да не ве бунам, не е важно сега да учиме за составни, временски и условни. Понатаму ќе учиме. Сега само од овој пример што треба вие да научите? Да научите да ги решавате задачите што ќе ви бидат дадени за домашно. Односно, од безсврзничка реченица со ставање сврзник меѓу нив да ги претворате во сврзничка реченица. Или пак од сврзничка реченица со сврзник помеѓу дел речениците да го извадите сврзникот, да ставите или запирка или цртичка и да го претворите во безсврзничка реченица. Ете, тоа е се за денес. А за домашна задача, ќе ги решите задачите на страна 42. Имаме 1, 2, 3, 4, 5 задачи и ќе ги решите во вашите тетрадки, ќе ги сликате и ќе ми ги испратите во порака. Ви благодарам на вниманието, се надевам ме разбравте. Ако имате дополнителни прашања, слободно пратете ми порака, пишете ми некаков коментар, јас сум тука ќе објасниме. Поздрав! Имајте убава вечер!